Добро, сега да преминеме нашата тема. Откровение 14.1, тоа е првиот стих за вечерва. Откровение 14.1, познат стих. И видов и ете јагнето стои на Сионската гора, а со него 144.000 кои го имаат напишано на своите чела неговото име и името на неговиот татко. Не знам зашто Константинов овде вака вели, во сите други преводи вели името на неговиот татко. Што подразбираме под име овде? Знам дека брат Зоран често пати знае да коментира на оваа тема и сега какво име, па што име, меѓутоа јас ќе се задржам на значењето на поимот име воопшто кога се спомнува во Библијата, или името на неговиот татко, на Отецот, тоа е карактерот Божји. И навистина во нашата подготовка за небото, пред се највеќе, тоа е централна тема, треба да се задржиме на карактерот. Ние треба да го отсликуваме Божјиот карактер, и тоа совршено, но треба најнапред да го видиме, да научиме каков е неговиот карактер, за да потоа посакаме да бидеме како него и бидеме како него. Обично, знаете, малите деца сакаат, синовите сакаат да бидат како нивниот татко, затоа што тој им е пример и убаво би било кога таткото ќе се угледа на Бога, па за да може и синот, сакајќи да биде како таткото, стане како Бога во карактерот. Значи, Бог го открива пред нас, го манифестира својот карактер, за да потоа се открие преку нас тој негов карактер. И спомнавме дека најважна тема на големата борба е токму Божиот карактер. И затоа ѓаволот се труди со сите своји средства да не успееме во тоа рефлектирање на Божиот карактер. Да го повторам оној цитат, мислам дека го читавме од неодамна, во големата борба на 569 страна стои: Сатаната постојано се труди, значи постојано, едноставно нема момента да не се труди да погрешно го представи Божиот карактер, природата на гревот и вистинскиот резултат на големата борба. Значи, Сатаната постојано е ангажиран во тоа да погрешно не го представи Божиот карактер, за да станеме нешто друго, а не оно што Бог сака да станеме, да наликуваме на Него. И еден од начините за да не отрне од тоа или погрешно го представи Божиот карактер е да не води во екстреми, во крајности, во некои неурамнотежени размислувања. И минатиот пат спомнав во едно предавање и сега ќе ги цитирам оние стихови во Излез 34 глава, каде што всушност Бог го објаснува својот карактер. Знаеме дека декалогот, 10 заповеди се препис на неговиот карактер, но во овие стихови тој го објаснува, го опишува својот карактер, а знаеме дека Исус, доаѓајќи на земјата, живејќи на оваа наша планета, го живеел, го прикажал во живо, преку својот живот, Божиот карактер. И сите овие откровенија се хармонични, се надополнуваат. Излез 34 глава од 4 до 8. Познати се овие стихови, но овде можеме да видиме баш таков еден урамнотежен приказ на Божиот карактер. За да не отидеме во некоја крајност, која што ѓаволот сака да не бутне во овој поглед. Излез 34, 4 до 8. Мојсей изделка 2 камени плочи. Знаете, ова е при второто делкање на плочи, второто прикажување на законот, откако нели првите ги искршил. Изделка 2 камени плочи, како и поранешните, рано наутро стана и се искачи на Синајската гора, откако ги зеде во рацете 2 камени плочи, како што му нареди Господ. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името. Името, Јахве Господ,
И вели, сега го дава тој опис, значи објаснување на карактерот. Господ помина пред него, па се јави Јахве Господ, ево името, и сега образложува Бог, дарежлив и милостив, долго трпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува милост на илјадници, проштева опакост, грев и престап. Но, би рекол едно големо но, овде има, не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до третото и четвртото поколение. И 8 стих вели, Мојсей веднаш падна на земјата и се поклони. Пред кого паѓа Мојсей овде да се поклони? Дали пред вистинскиот Бог или пред некој, може би што тој си го замислил во својот ум? Господ му се прикажал. Тој побарал да ја види Божјата слава, Бог му се прикажува и дава опис, го објаснува својот карактер всушност, и Мојсей паѓа и му се поклонува на земја. Тоа е вистинскиот Бог, тоа е приказот за вистинскиот Бог. И гледаме од овие стихови дека Божиот карактер е всушност мешавина, да кажеме, од повеќе карактеристики, квалитети. Може да ги сублимираме вака: милост и правда. Но и милост и правдата се вкоренети во љубовта. Знаеме во Новиот Завет, во 1 Јованово вели таму дека Бог е љубов. И милоста е манифестација на таа Божја љубов, но и правдата е манифестација. И ѓаволот прави да едноставно отидеме во крајност, во овие две, или во едната или во другата. Или некои велат дека Господ е премногу праведен и нема милост, или пак Бог е толку милостив што има малку правда кај него. Дури во самата правда, ако земеме овој дел, се оди во крајности. Знаеме дека голем дел од христијанскиот свет верува дека сите оние кои што ќе бидат казнати ќе горат во пеколни маки. Значи, еден екстремен поглед на правдата, или пак некој пак вела дека Бог не казнува. И во самата правда се оди во крајности. Да се задржиме на оној 7 стих од Излез 34 глава, вели: искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап, но не остава неказнет виновник, или како вели таму еден превод, го посетува виновникот. Не остава, значи не казнет виновник, туку ја казнува опакоста, ги посетува. Опакостите на татковците врз децата и внучињата до третото и четвртото поколение. И сега проблемот е овој израз тука, посетување или казнување, кај мнозина. Погрешно го разбираат. Некои велат дека Божјата правда е пасивна. Или со други зборови, Бог дозволува на природните околности да си го направат своето. Нешто во стилот, ако пушите цигари, знаете, со текот на времето ќе добиете рак на белите дробови и ќе отидете. А некој пак вела дека Божјата правда е целосно активна, значи Бог директно учествува во казнувањето на гревот. Има и трета варијанта, комбинација на овие две. Значи комбинација на двете. Логички би било од самото ова да сватиме дека е избалансиран поглед е баш овој третиот, комбинација. Но ајде да го видиме преку некои одредени библиски стихови. Да отвориме, значи, малку поназад 2 глави, во Излез 32 глава, 1 стих. Познат настан. Ќе се задржиме на овој настан. Значи, Излез 32:1. А народот, гледајќи дека Мојсей не слегува долго од гората, знаете, се задржал баги, се собра околу Арона и му рече: стани, направи ни Бог. Па нека оди тој пред нас. Не знаеме што се случи со тој човек Мојсей, кој не изведе од египетската земја. Нити Мојсей ги изведе од египетската земја, нити можеш да направиш Бог, меѓутоа, еве, уште овде можеме да застанеме и да се замислиме дека мора да дозволиме да Господ го манифестира својот карактер онака каков што е, а не ние самите да си го замислуваме Бога каков е.
Или ќе дозволиме тој да не се открие, или пак ние самите ќе си создаваме во својот ум некаков си Бог. И ќе велиме Бог е ваков или Бог е онаков. Одиме понатаму, вториот стих вели: извадете ги златните обетки што висат на ушите ваши. Значи Арон веќе веднаш попуштил, како што гледаме овде. Значи вадете ги обетките, па донесете ми ги мене. Третиот стих: сиот народ ги симна златните обетки што ги имаше на ушите и му ги донесува на Арона. И откако го прими златото од нивните раце, го растопи во калапи и направи леано теле. Внимавајте, значи Арон е тој кој што ќе го изработи телето. И тие извика Богот, кој што го барале, тие извика: ова е твојот Бог Израеле кој те изведе од египетската земја. Неверојатно, меѓутоа тоа е. Откако го видува тоа, Арон изгради жртвеник пред него, а потоа најави: утре нека биде приредена свеченост во чест на Господа. Рано наутро стана и принесува жртви, паленици и донесува помирителни жртви. Тогаш народот седна да јаде и да пие, и потоа оно познатото, и потоа стана да играат. Арон не стоел цврсто овде, ама воопшто. Во ваква ситуација, под притисок на народот, под било каков притисок, еве, денеска сме цела година и пол и повеќе, ние сме под притисок. Меѓутоа, на Господ му требаат храбри луѓе со ставови и кога ќе застанеш цврсто, цврсто стои до крај, без разлика на притисокот. Многу битно нешто што треба да го имаме, а за тоа треба вера секако. Арон во оваа ситуација морал да покаже правда, морал да биде праведен, меѓутоа паднал. И гледаме овде служење на еден лажен Бог. И ако читаме потоа од 18 стих, видите што има, Мојсей. Господ први му јавува на Мојсеја што се случува, па тој после на патот со Исус Навин се среќава и така натаму. Да не читаме се 18 стих, вели: Мојсей му одговори: ниту викаат победници, значи на Исуса, ниту тажат победените, но јас слушам само песна. Знаете, џумбу се правило доле. Штом се приближи до логорот, па го забележат телето и како играат. Што се случи? Што вели стигот? Мојсей се разгневи. Ги фрли од рацете плочите и ги искрши во подножјето на планината, го грабна телето што го беа направиле, го изгоре во оган и иситни во прав. Тогаш го расфрла правот по водата и ги натера израелците да ја пијат. Еве ви го вашиот Бог, кој што може да се испие. Но, ова е битно. Го гледаме Арон од една страна, многу мек, многу попуштил едноставно, многу лесно, а го гледаме Мојсей на сето ова, што покажува? Гнев. Се разгневил. Кој од овие двајца висте си го прикажува Божиот карактер во овој случај? Па секако Мојсей. Истиот тој кој што подосна во истата глава ќе побара дури да му биде избришено и името од книгата на животот. И тоа е во склопот на неговата љубов и гневот дури. Од 21 стих, значи продолжуваме понатаму всушност. Се оној разговор меѓу Мојсеја и Арона, каде што Арон се правда: што ти направи овој народ, му рече Мојсей на Арона, па им навлече толку голем грев. И Арон вели: нека не се распалува со гнев мојот господар. Он веќе видел дека е Мојсей гневен, сака да го смири на некој начин. Веројатно и сами од себе да се оправда и заштити, да не нешто му се случи и на него. Знаете, Мојсей е гневен. Самиот знаеше добро дека овој народ е наклонет, самиот знаеш добро дека овој народ е наклонет кон злото. И така да ја им дозволив што сакаат тоа да прават, така испаѓа. Они се такви склони, па ајде. Место да ги спречи во сето тоа. Ми рекоа: направи ни Бог, па нека оди пред нас. Точно така рекоа. Не знаеме што се случи со тој човек Мојсей кој не избави египетската земја. Тогаш јас им реков: кој има злато нека го симне. Така ми го дадоа, јас го фрли во огнот и излезе теле. Значи си подлажнал Арон, како што знаеме често пати и ние некои вакви ситуации, не вакви, ама слични,
да се оправда, се случило чудо, значи. Го фрлиле златото во огнот и излегло телето. Не само што е слаб, туку се и правда, и сега ја гледаме разврската од 25 стих надолу. Кога Мојсей виде дека народот стана разуздан, па Арон ги пушти да паднат во идолопоклонство меѓу своите непријатели, застана при вратата на логорот и извика: кој е за Господа при мене? Сите Левиеви синови се собраа околу него. Овие се оние со став цврсти, и ако читате во Патриарси и пророци, застанале од десната страна негова, другите кои што ќе се покајат од левата, а овие останале во средина, третите, непокајаните. Но вели понатаму, значи Левиите синови се собраа, тој им рече: Господ Бог на Израел зборува вака: нека секој го припаше мечот до бедрото и нека тргне низ логорот од врата до врата, па некој нека го убие брата си, некој својот пријател, некој својот сосед. Левиевите синови го извршија Мојсиевиот налог, кој што всушност беше Божи, и во тој ден падна околу 3000 луѓе од народот, оние кои што не се покаја. Денес, и знаеме за тоа, Господ дури ги наградил Левиевите синови. Денес му се посветивте на служба на Господа, рече Мојсей, некој по цена на својот син, некој по цена на својот брат, така што денес ви дава Господ, значи благослов. Оно што Левиевите синови го направија беше служба Господова во случајов, и Господ ќе ги награди згора на тоа. Како реагира во оваа ситуација Бог кој што е љубов? Да, свештенство. Да, можел, имало ли опција Господ овие непокајаните да ги остави во пустината и пустината си погрижи за нив? Тама има змии, скорпи, ова, она, ќе умрат од глад и така натака. Имал таа опција, можел, значи, нели, она пасивна правда. Но не го направил тоа. Зел активно учество во спроведувањето на правдата во овој случај. И видите сега како Елен Вајтова го пишува. Прекрасни зборови. Извршителите на таа страшна пресуда, Левиевите синови во овој случај, работеле во име на Божиот авторитет и го извршиле налогот на небесниот цар. Бог им го наложил тоа преку Мојсей. Одете и луѓето мора да се чуваат од тоа во своето човечко слепило, да ги судат и да ги осудуваат своите ближни. Нели? Евангелието по Матеј не поучува на тоа: не судете. Че ние не можеме да пресудиме. Ние не знаеме душата на човекот. Но, кога Бог ќе им нареди да ја извршат неговата пресуда над неправдата, тоа што мора да се послуша. Затоа што, за разлика од нас, Бог знае се. Ја знае душата на човекот. Знае праведно да пресуди. Оние што го извеле тоа болно дело, со тоа го покажале своето гнасење и вчудовидување над бунтот и идолопоклонството, и уште поцелосно се посветиле во службата на вистинскиот Бог. Господ ја ценел нивната верност и тоа го покажал, така што на племето на Левие му доделил посебно одликување и углед. Свештенството, да. Навистина било тоа гнасно, значи цело време Господ ги извел од Египет, Црвеното море им го отворил. Какви се чуда и сега паднале на такво ниско ниво да прават теле и тоа да го нарекуваат Бог. И тоа Богот кој што ги извел од египетската земја. Вели луѓето, да тоа го прочитавме, овој греф морал да биде казнет за околните народи да представува сведоштво за Божјето негодување против идолопоклонството. И љубовта, ништо помалечка отколку правдата, бара тој греф да се осуди. Знаете, сега, некојаш е проблем, значи, како тоа милост, правда, да, и милост е така правдата. Како сето тоа да се стави во љубовта? Бог е љубов. Како тоа да се свати? И љубовта ништо помалечка отколку правдата, бара тој греф да се осуди. Бог не е само врховен господар,
туку и заштитник и чувар на својот народ. Ова е дури охрабрување во овие времења во кои што живееме. Големо охрабрување. Бог е тој кој што го чува својот народ. Го штити. Тој ги истребува оние што решително остануваат во бунт, за да не ги водат и другите во пропаст. Тоа што во таа пригода настрадале неколку илјади луѓе, 3000, како беше, била само Божја милост со истата казна да не мора да се уништат милиони. За да се спаси мнозина, за да се спасат мнозина, сепак морал да казни некој. За добро на израелците, а исто така и за поука на идните поколенија, било потребно престапот веднаш да се казни. Тоа не било ниту малку помалечка милост и за самите грешници, зашто на тој начин им била скусена можноста и понатаму да продолжат по својот грешен пат. Дури и тоа било милост и кон оние кои што биле погубени. Кога би останале живи, истиот дух што ги поттикнувал да му се противат на Бога, би се покажал и во вид на меѓусебна омраза и караници и најпосле меѓусебно би се уништиле. Може ли така достави Господ, меѓутоа ќе имало многу поголеми последици врз останатите од кампот, од злосторството било казнето бргу и страшно, и тоа од љубов кон светот, кон Израел, па дури и кон престапниците. Злосторството било казнето од љубов и кон Израел, и кон светот, и кон престапниците. Бог е љубов. Некојаш се цитираат, јас цитирав пред некое време цитати, каде што се вели дека Бог никогаш не би искористил присила за некој да му биде послушен, затоа што тоа е спротивно на неговиот карактер. Меѓутоа има разлика, значи точно е тоа, тој Господ никога не присилува на послушност. Тоа е спротивно на неговиот карактер, точно затоа што почитува слободна волја. Но понекогаш мора да ја искористи силата за да го задуши бунтот, како во овој случај. И многу има такви примери. Значи не те присилува да бидеш послушен, меѓутоа ќе искористи силата за да го задуши бунтот на оние кои што упорно се бунтуваат против него. Еве сега се префрлиме на еден друг случај, само еден цитат ќе изцитираме, при крај сме. Знаете ли кој бил еден од најголемите аргументи на филозофите и учителите во времето на Ное, предпотопниот свет, кои тие го користеле за да ги одвратат луѓето да се качат на бродот? Еве кој? Патриарси и пророци, овој цитат, 96-та страна, предходно не кажав, исто од Патриарси и пророци беа предходните цитати, 325-326, овој од 96-та. Колку повеќе гревот се ширел, се помалку ја увидувале неговата тежина и најпосле почнале да тврдат дека Божиот закон не е веќе во сила. Тоа е едно, меѓутоа видите во. Тврделе дека казнувањето на престапниците е спротивно на Божиот карактер. И го побивале тврдењето дека земјата ќе ја снајде казна, ќе ја снајде негова казна. Да, Бог не убива, Бог е толку милостив, тој е спротивно на неговиот карактер, како што денеска тоа се шири и во редовите на адвентизмот. Тоа било тврдењето на тогашните филозофи и учители во предпотопниот свет. Со тоа ги одвраќало луѓето да влезат во коработ Ноев, во арката. И сега на крајот само едно прашање, но внимавајте како ќе одговорите. Или реторичко нека биде, ајде, не мора да одговарате, но одговорите се во себе. Дали Исус има омраза во своето срце? Дали Исус има омраза во своето срце? Погрешно ако одговорите не. Евреите 1 глава 8-9 стих. Овде таткото дава опис за синот и вели, 8-9 стих, Евреите 1 глава, а за синот вели: Твојот престол, Боже,
стои во сите векови. А вчера некој ми рече, мислам дека беше Нихат, окей. Кај пишува дека Исус е Бог? Во ред, друга тема. Таткото вели за синот, твојот престол Боже стои во сите векови и жезол на правдата е жезолот на твоето царство. И сега внимавајте, видите, стих вели, ја возлюби правдата, а го замрзи беззаконието, гревот. Затоа, о Боже, твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од твоите соучесници. Че Исус го мрази гревот, сме услушнале тоа, го сака грешникот, да го мрази гревот. Колку го мрази гревот, тоа е малку може би тешко да одговориме, но зошто го мрази гревот? Па затоа што гревот го одвојува од неговите чеда. Замислите си, вие сте татко, како ќе се однесувате кон нешто што ве одвојува од вашиот син? Нешто што е, еве како во случајот со овие бунтовниците, што не се покаяле под Синај, кон тумор, кон нешто што е страно од телото. Чи може би на некого од страна ќе му изгледа што прави овој доктор, му ја сече ногата на човекот. Какво зло прави, меѓутоа всушност тој не прави зло, туку добро, да речеме гангрена, нека е случај. Со сечењето на ногата се заштитува телото, инаку би отишол човекот. И ако нешто го разделува Бога од неговите чеда, од неговите деца, тогаш тоа е нешто што тој го мрази и сака да го отстрани. И за жал, оние кои што ќе изберат да останат со гревот, ќе завршат со се него. Уште неколку стиха од Откровение, 6 глава, 15 до 17. Исус доаѓа, имаме таква сцена овде, и земните цареви, големците и војсководците, богатите и силниците и секој роб и секој слободник се сокрие во пештерите и по горските камењари, велејки им на горите и на карпите: паднете врз нас и скрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Немајте го изразот. Гневот на јагнето. Сте виделе гневно јагне? Како изгледа тоа, не знам. Јагнето е кротко, мило животинче. Гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи. Малку парадоксално звучи, значи, гневот на јагнето. Да. И да, точно, оние дела кои што Господ ги прави, што читавме, се невообичаени за Него, меѓутоа мора да ги направи. Тоа е израз повторно на неговата љубов и мора така да се свати, никако поинаку. Тоа е тој праведен гнев на јагнето. Знаете, и во Новиот Завет го имаме Исуса, па и самиот гнев што го покажал Мојсей, за кого читавме. Кога се гази Божјето име, кога се обесчестува Божјето име, кога се угнетува сиромашниот, вели таму исто во коментарот од Копнежот. Или кога има во Копнежот коментар, него запишав, меѓутоа нешто се однесува во склад на она да кога ние како повикани не реагираме воопшто на пропаѓањето на грешниците во светот. Тука Господ страшно се гневи, да знаете. Требаше да го извадам и тој цитат. Значи, кога сме пасивни во тој налог за кој што Господ не повикал, значи да одиме да проповедаме, значи ги запоставуваме потребите на луѓето, немарност покажуваме кон нивното спасение. Бог се гневи со праведен гнев. Јагнето се гневи. И вели таму Елен Вајт дека гневот е толку силен колку што е силна и неговата љубов. Тука овие работи мора да се разбере, значи гнев, љубов, правда, љубов, дали Господ е праведен кога постапува така како што постапува, дали е тоа во склоп со неговиот карактер. Затоа што оние поборници на идејата дека Бог не убива велат, па тој спротивно на неговиот карактер, значи спротивно на 6-та заповед кој што нели тој ја запишал, тој законот е опис на неговиот карактер. Вели таму Бог не убива. Тој не може спротивно на тоа да иде. Меѓутоа,
сега тука е тема на дискусија, дали со тоа што ги казнил бунтовниците, ги убил, дали тоа се сврстува во убиство, или како што видовме дека тоа е израз на неговата љубов, на неговата милост. Може би е конфузно, може би е тешко да се свати, јас ви кажав минатиот пат, има се уште може би некои места кои што малку тешко и јас ги сваќам и разбирам, меѓутоа доставиме на Господа, значи тој е суверен, тој е оној кој што ги познава душите. Ние не можеме да гледаме така како што тој гледа, некои работи тешко се разбираат. Нашите мисли се, односно неговите мисли се далеко над нашите мисли. Меѓутоа Бог е праведен, Бог е љубов, така стои во Библијата, тој е неговиот карактер и Бог точно е дека некојаш активно учествува во справедување на правдата, некојаш е и пасивен, некојаш остава на последиците. Ќе видиме и такви ситуации, но комбинација од тие двете мора така да се свати, никако поинаку. Не може Господ да е тотално пасивен. Па еве видовме дека по негова заповед Мојси им наредува на левитите да ја извршат казната над оние кои што не се покаяле во овој бунт што го направиле кај Синај. Нека Господ ни помогне да вистински го разбереме и сватиме неговиот карактер, затоа што само така ќе можеме и да го отсликаме ние самите во нашиот живот. Нека му е слава нему. Амин. Божи Господе, многу е важно навистина да те запознаеме онаков каков што си во ова време во кое што навистина дуваат различни ветришта и тоа од секаков вид, живееме во бурни времиња и навистина мораме да бидеме цврсти, цврсто да застанеме во вистината, да се уцврстиме додека се уште се сепак добри времињата, затоа што ќе настанат уште потешки времиња кога доколку не би успеале сега да се втемелиме во вистината, тоаш нема да можеме. И затоа да го користиме секој миг да се подготвиме, затоа што духовната подготовка е најважната подготовка. Ако тоа го немаме, ако го немаме тој темел, ќе биде тешко во секој поглед да се држиме, Господи, до Тебе, до Твоето Слово, до Твоите совети, до Твојата наука и само така ќе можеме да издржиме во времињата кои што доаѓаат. Води не, Господи, и чувај не Ти во нашите животи, секој поединечно и како црква, и дај ни сили да можеме да издржиме се и разум, да можеме да се оддржиме во ова време, во ова неразумно време, во ова време кога разумот е погазен и кога наистина лудоста царува на оваа планета, што е само доказ дека времето се ближи и дека крајот е близо. Разумот, за да го зачуваме, треба да останеме со Тебе до самиот крај и само така ќе успееме. Уште еднаш, Господи, те молиме да не водиш и чуваш во ова нова седница, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.